АБА интервенциите се користат ширум светот за да ги поддржат лицата со аутизам. Во Данска, АБА се уште се развива. Данската асоциација за анализа на однесувањето е основана во 2003 година. Има само неколку сертифицирани професионалци. Владата ги препознава придобивките на АБА, но поддршката за истата варира. Јазичните бариери и недостатокот на универзитетски програми представуваат големи предизвици. Во Република Чешка АБА постепено се развива. Од 2015 година, родителите ја предводат поддршката за АБА. Владата финансирала програми за обука и бил основан Центарот за применета анализа на однесувањето. До 2021 година имало околу 40 практичари. АБА е призната како здравствена професија. Во Кипар, АБА споро се развива во изминатите 15 години. Кипарската асоциација за анализа на однесувањето е основана во 2011 година. Има неколку сертифицирани професионалци. Идните цели вклучуваат создавање на универзитетски програми и воспоставување на АБА како препознаена професија. Преку АБА програмата во Шпанија, сертифицирани се 35 професионалци за АБА. Сертифицирањето е доброволно. АБА услугите не се покриени од здравственото осигурување. Сепак, оваа област се развива со креирање на нови програми секоја година. Во Украина, АБА започнува со организирање на обуки од страна на родителите. Украинската асоциација за анализа на однесувањето е основана во 2015 година. Постојат околу 10 АБА центри. Асоциацијата цели да го поддржи развојот на АБА, да создаде универзитетски програми и да ја воспостави АБА како препознаена професија. Во Северна Македонија, АБА се уште е неразвиена. Не постојат универзитетски образовни програми за АБА. Ова го ограничува пристапот до ресурси и можностите за професионален развој. Професионалците често присуствуваат на кратки обуки за учење на основните принципи на АБА. Меѓутоа, во државата нема сертифицирани АБА професионалци.